Со околу 3000 нови или ревидирани компоненти, Mercedes-Benz го модернизираше GLE. Највпечатливата надворешна карактеристика е новата решетка на ладилникот со осветлена ѕвезда во центарот. Фаровите се исто така редизајнирани, како и стоп светлата, кои сега го содржат веќе задолжителниот ѕвезден потпис. Оперативниот систем на Mercedes-Benz е дополнително развиен со вештачка интелигенција и сега го има стандардниот MBUX Super Screen, кој се протега низ целата ширина на контролната табла и се состои од 3 дисплеи. 10 надворешни камери, заедно со до 5 радарски и 12 ултразвучни сензори, го покриваат спектарот на системи за помош и безбедност. И Active Body Control ја подобрува удобноста при возењето со анализа на ситуацијата при возењето 1000 пати во секунда и индивидуално прилагодување на суспензијата на секое тркало. Амортизацијата се калибрира автоматски преку облак. Линијата на мотори се состои од 3 6-цилиндрични бензински и дизел мотори, еден плагин хибрид и врвниот модел со V8 мотор кој произведува 537 конски сили и 750 Нм вртежен момент. Дополнително, тука е и Mercedes AMG GLE 53 4+ Matic, како само напојувачки и како приклучен хибрид со системска моќност од 585 конски сили. Мерцедес и на големиот GLS му подготви серија унапредувања со кои посилен, попаметен и поудобен влегува во новата фаза во својот животен век. Овој водечки теренец во гамата на марката, представен 2019-та, има ревидирана понуда агрегати, сите благи хибриди и со погон на 4 тркала. Во Европа ќе се нуди со 2 дизела од по 3 литри работна зафатнина со 313 и 367 конски сили. И бензински мотори се 2, од кои 6-цилиндричниот со 3 литри располага со 381, а 4-литарскиот V8 со 537 коњи. Нешто подоцна во понудата ќе биде вклучена и AMG изведба за која засега нема податоци. Слично како и кај GLE, од другите измени се издвојуваат арсеналот камери, радари и сензори кои прецизно ја надгледуваат околината и големиот супер скрин екран, која прави внатрешноста фасцинантна. Ревидирано е и воздушното ослонување, дизајнерските измени се минимални, а во продажба ќе влезе пред крајот на годината.